Почитувани граѓани, Зарко Милошевски е најодговорен за давањето на македонско државјанство на рускиот олигарх Онишченко. Тој е функционерот од АНБ, кој со свој подпис ја одобрил позитивната проверка пратена до МВР. Милошевски, наместо да биде суспендиран и да се спроведе независна истрага за целиот случај, тој е именуван за директор на АНБ од страна на Ковачевски, а со тоа тој може и да влијае на истрагата. Зарко Милошевски не чекал многу и по назначувањето почнува да влијае на истрагата. Предмет на истрага биле двајца вработени во АНБ, но не и Милошевски, како крајно подпишен, а со тоа и најодговорен. Зарко Милошевски е расформирал дисциплинската комисија која веќе работела на случајот и формирал нова комисија. Новата комисија е составена од блиски луѓе на Зарко Милошевски. Комисијата почнува истрага од ново, но врз стара основа. Да појасниме подетално. Комисијата која формира Зарко Милошевски почнува од ново, но ги зема во предвид исказите дадени пред старата комисија. Според нашите сознанија, правниците во АНБ им укажале на членовите на комисијата дека прават суштинска повреда, затоа што се работи за нова постапка и дека се треба да се повтори. На членовите на комисијата им било укажено дека не можат да важат истите искази и дека мора формално правно да се даде нов исказ со нови записници и докази. Но тие биле замолчувани. Каде е суштината? Милошевски со формирањето на нова комисија не ги штити двајцата вработени во АНБ, против кои е покрената постапката, туку себе си, бидејќи тие хиерархиски се под него, а тој бил функционерот кој ја одобрил проверката. Формирањето на нова комисија составена од блиски луѓе на Зарко Милошевски има само за цел да ја заташка реалната истрага. Зарко Милошевски знае дека е директно одговорен во постапката за давање на државенство на Онишченко, бидејќи тој ја одобрил позитивната проверка, а Виктор Димовски го потпишал актот што тој го одобрил. Зарко Милошевски и Виктор Димовски морале да знаат на кого даваат државенство. Тие се први лица во АНБ и не може да се вадат на пропусти на пониските ешалони. Дотолку повеќе што функцијата на Милошевски е одобрување на проверката и тој морал да се запознае со случајот. Затоа оставка од Зарко Милошевски и запирање на постапката за испраќање на Виктор Димовски за амбасадор во Париз. Ви благодарам на вниманието.